Почитуван председател на комисија Мисаиловски, почитувани колеги, почитувани медиуми, имаме една, би рекол, кратка серија на амандмани кои што сметам дека се суштински и дека треба да постигнеме консензус и да ги прифатиме, кои што подробно во оваа законска регулатива ја регулираат материјата на подетално регулирање на строго заштитената зона. При работата со самиот овој закон за прегласување на национален парк Шарпланина се соочуваме со доста сомнежи од граѓанството и од експертската јавност. Можевме да видиме во претходниве законски решенија кои што ова собрание ги донесе дека се изразуваат одредени сомнежи како некои зони би се регулирале или што во тие зони би се можело да се гради и како би можело да се имплементира самото живење. За таа цел предлагам во членот 7 по ставот 1 се додаваат 3 нови ставови, 2, 3 и 4, кои гласат: ставот 2: во зоната за строга заштита е забрането спроведување на активности со кои се загрозува изворноста на природата или нарушување на природната рамнотежа. Ставот 3: во зоната за строга заштита се дозволени само научно-истражувачки активности, доколку тие не се во спротивност со примарните цели на заштита на националниот парк, а со одредени исклучоци и организирани посети по обележани патеки за воспитно-образовни, туристичко-рекреативни и културни цели, по претходно добиена согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа за заштита на природата во соработка со јавната установа НП Шарпланина. Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита, јавната установа НП Шарпланина е должна да обезбеди постојан мониторинг на природното наследство. Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Благодарам.